Slikame se, sekunda. Samo svetlo pa ne smeta. Dobre, dobre. Mačka! Razni beli prava deca, site čegi papa meca. Ne speri se, ne beri kajle, domigni mi. Ajde na zdravlje, spolje. Ja si nisme braće stari, kakva ljudi čini pari. Ti me čuvaš, ti me shvataš, ti za kusur ne mi pataš. Pozdrav coach, kako si? Što je video, bravo. Ajde, Ajde zoom neka. samo za ovo. Со фронтменот на ВД раководството Милорад Миленковски, Миле, збор 2 за овој потек за Вардар, ова за нас што го гледам, ова Вардарова младост, за која продукција скок рече дека Вардар ќе живее. Што значи ова за Вардар, еве, и од аспект на условите, и од аспект на
развојот на фудбалерите од аспект на вас како раководство? Види, како што кажа, и ја да не се повторувам, значи тоа што веќе го кажа и градоначалникот и Мачка, значи ова за Вардар значи дека Вардар веќе не е сираче, дека има прво свој дом. Дека подобро играат играчите кога имаат подобри услови за тренирање, тоа е докажано и затоа ние цело време во минативе, да кажам, 3 години се бориме Вардар да има место каде што ќе тренира квалитетно. Значи ова е тоа место, меѓутоа сега е за младиве категории идеално, за понатаму ќе видиме, се надеваме дека и првиот тим ќе има вакви услови за тренирање, затоа што доколку има вакви услови за тренирање, сигурно нема да бидеме таму кај што сме на табелата. Нешто што сакам ја да додадам на ова што веќе го кажа е враќањето на името на оваа школа, Кирил Симоновски Џина, да се потсетиме кој е Кирил Симоновски Џина. Многу интересно е дека датумот на раѓање на Кирил Симоновски Џина е 19 октомври, токму утрешниот ден. Се поклопува, значи, отварањето и враќањето на името. Тоа е символика, не е случајно што денес се организирано. Значи да кажеме за Кирил Симоновски Џина дека е еден од оние кои што играл за речиси сите скопски клубови во времето пред формирањето на Вардар. И за Југ, и за Граѓански, и за Македонија, и за Победа, на крај за Вардар, за Партизан Белград. За Вардар има 75 настапи, 25 гола постигнати, за југословенската репрезентација има 10 настапи, 1 гол постигнат, меѓутоа интересно е што е тој прв капитен македонец во една сојузна репрезентација, значи на југословенската репрезентација бил капитен Кирил Симоновски Џина. Забелешка ми остана осеќавање градоначалникот на аеродром. Многу убаво, прецизно и недвосмислено кажа дека идејата е на комитет за ова. Да. Може ли малку елаборирање за продукција скок ексклузивно? Како додавте на тоа? Пред година дена бевме до Општината аеродром со една иницијатива за активирање на теренот. Баш за тогаш беше идејата и за првиот тим и за младите категории. И дојдовме прво до тука, го видовме местото, беше многу запуштено, греота, значи за вакво нешто, за ваков објект беше на ваква локација, да беше толку запуштен. И дадовме иницијатива дека Вардар ќе аплицира да си го врати овој терен. Да се потсетиме дека овој терен беше претходно на Вардар исто. Во времето на господинот Сергеј Самсоненко, тогаш беше изградено во некоја корелација со општината и тоа време. Веќе имаше некоја инфраструктура од аспект на рефлектори, на систем дренажа, систем за наводнување електронски. Меѓутоа се беше тоа запуштено, не беше одржувано и токму поради тоа Вардар го има изгубено ова место. Заради тоа што во договорот со општината аеродром Вардар едноставно само требало да го одржува теренот за да може да го користи. Во оваа прилика би сакал да го поздравам и нашата легенда Андон Дончевски, кој што за Кирил Симоновски Џина има многу високо мислење, како човек кој што лично се среќавал со него, бил дел од тимот кои што играле заедно, меѓутоа и бил дел од оние кои што биле тренирани од Кирил Симоновски Џина. Така. Значи такви суперлативи. Дончо фактички бил фудбалер на Кирил Симоновски Џина. Да. Од негова палка тренер. Некако сите ми го спомнуваат дека сето ова е убаво, ама вистинскиот дом на Вардар е во центарот на помошното игралиште. Во медиумите на социјалните мрежи имаше иницијативи дека и тоа не е заборавено дека Вардар како клуб, како раководство, без обзир како ќе се одвијат работите, ќе работи на решавање на тоа. Идеме чекор по чекор. Значи ова све што се случува сега е плод на еден долгогодишен труд, не само од минатата година од март, туку веќе од 2020 нааму. Тогаш се поставени основите за еден нов Вардар. Бидејќи видовме што све може да му се случи на Вардар доколку биде оставен сам на себе. Што можеше да му се случи ако не застанеше мртвата стража? Да. Уште тогаш во 2020 во декември месец застана мртвата стража и се тој процес се интензивираше и чекор по чекор градиме некој нов Вардар. Значи ќе дојде на ред и помошното. Неизбежно е затоа што тој објект, ако мислиме за академијата позади источна трибина, тој објект нема никаква вредност ако Вардар не е таму. Така. Значи не може ништо да го замени Вардар таму. Така мислам дека природен процес ќе си дојде, тоа ќе си дојде на своје место и повторно Вардар. И координација со добри постапки, со разговори, да се решава.
Нормално, значи така сме почнале, така е почнавме приказната со аргументи, со факти, со ангажман, со срце, буквално со како да кажам, наискрено, со наискрени поводи. И ние немаме намера со никого нити да се конфронтираме, нити да се караме или нешто. Едноставно природно ќе си дојде се на свој место. Прво, ќе дојде ова, верувам дека за скоро време ќе можеме да разговараме за една друга система во хиподром и нормално природното место на фудбалскиот клуб Вардар, градски стадион и помошни. Нека ни е честито. Нека ни е честито и нека да има за добро, успеси, за добро. да се радуваме сите на успеси, на победи, на титули, на нашите деца и Вардар ќе живее. Вардар ќе живее. Вардар за секогаш Вардар за и тоа не е фигуративно, тоа е реално. Хвала. Викам вака оти на микрофонот, Господ. Навивачи и помагатели на овој проект, фирми што препознаа нашата борба, што ја препознаа за враќање на сејавот на клубот. Пред се сакаме да се заблагодариме на општината Аеродром, на градоначалникот, на тимот околу него, која препознаа нашата искрена, честна борба за возможување на подобри услови за тренирање, за напредок. Но според мене најважниот дел од црвено-црвената сложувалка е тоа Младинската академија на ФК Вардар, која низ годиниве, ајде да не речам, ја запоставивме, школа која е расадник на безброј таленти, кои за жал заради немањето на вакви услови ни бегаа по други клубови, што не смее да се случи. Се надеваме дека со тоа тој бран ќе го запреме и како и порано, деца не само од Скопје, туку од цела Македонија ќе се трудат да дојдат во Вардар и да бидат дел од овој проект. Фала и на општествено одговорните компании, фала и на физичките лица. Многу добро знаеме, никој овде не се фали, се ова да успее. Има уште многу работа, но ова е мал исчекор кон она што го планираме или она што го започнавме заеднички како навивачи, како народ, што верувам дека веќе го препознава и народот. Оваа е наша борба, пак ќе кажам, борба за тоа што Вардар е донесен на маргините и за жал во 21 век за услови не треба да зборуваме, ама да се доведовме во таква ситуација, а ова е најбитниот дел од целата. Тренинзи, одлични услови за тренинг, со наредна реконструкција на трибини ќе овозможиме дури одигрување на надпревари посериозни овде и да овој цел комплекс, во овој стар, да не речам нов дом, се вратиме овде. Нашиот дом се знае каде е, поред градскиот стадион, али ова е добра база за младинските категории, да успееме, пак ќе кажам, во она што го замисливме. Го замисливме проектов како дух на народот и затоа гледам овде е тоа добро, народот го препознаа. Само искрено, честно може тоа да го издржиме и да го продолжиме. Младинската академија во моментот, јас дека тука и дечките што се околу мене и навивачи тимот што веќе се потрудиле да функционира и прошлата година и годинава, ќе кажам бројме околу 180 деца. Во моментот се надевам дека таа бројка драстично овде ќе се Како сте, дечки, добри? За малите категории. Нема лица. Најмалите 2014, 15, 16 и 17 што ги немавме поради несоодветни услови. Дел од тимот на Младинската академија се млади и искусни тренери, па ќе ги спомнам од младите се Димо, Марко, Зоки, Иле, од постарите тука се као легенди како Пепи Ѓоргиевски, како Саше Раптав, да не заборавам некој таму како Владко Колев и уште ред други што се дел од овој проект и вани и сега кога беше најтешко. Тука има присутни легенди на Вардар, гледам тука Чичко Кочо Димитровски и други легенди што сега во моментот велат имат мутибари. Женскиот тим од годинава исто битен дел. Женскиот тим на Вардар што го формиравме се надпреварува во втора лига, значи тоа се све коцки кои пробуваме да ги склопиме во еден мозаик како што му личи и доликува на Вардар. Вардар е бренд и не треба да збориме
за ова. Некој ќе рече плачете, нон-стоп нешто кукате, барате. Да, бараме затоа што не доведува во таква ситуација. Не направија да бидеме на маргините. Затоа ќе испливаме заеднички и ќе поттикнеме наша борба, да поттикнеме да испливаме од оваа ситуација. И нема тука срамење, и нема тука жалење или нешто друго. Од мене толку, би го поканил и градоначалникот да ме поздрави, да каже збор 2. Клуб ќе го вратиме Вардар, повторно шампион на Македонија во сите категории. И ќе имаме само заеднички успеси. Така да од мене уште еднаш благодарам и посакувам многу успеси на сите овие момци и девојки од сите возрастни категории. Вардар повторно да биде шампион. Благодарам. Слушнеме малце само на
Се е убаво ово што го гледаме зад нас и убави зборови од градоначалникот на аеродром и од сите овие чинители, посебно од комитите. Има една приказка за стара гарда комити која е врзана и со старата јужна трибина зад резервната клупа на Вардар и за помошното игралиште. Ќе се врати ли Вардар на помошното игралиште? Се надевам многу брзо ќе се врати. Затоа што животот на Вардар е на градскиот стадион на помошното игралиште. Така. Тоа е срцето на Вардар, таму е историјата на Вардар, таму се успесите на Вардар, таму се титулите на Вардар, таму се излезени најдобрите играчи на тоа помошно игралиште позади источната трибина на градскиот стадион на Вардар. Кај старите тополи, кај градскиот паркинг, кај градскиот парк и ред други работи. Манчо Балевски Змија ме потсеќа дека тренирал 68 година некаде, севте почнал. Дали можеш ти да се сетиш како од средната повозрастна генерација, кога прв пат ти останале тие спомени од помошното игралиште? Временски зборувам. Временски зборувам, во моето време, доека бев едно малецко детенце, на тренингот на Вардар имаше 3 до 4 илјади публика позади источната трибуна. Наредниот ден 4 до 5 илјади, може да имаше и по 2 до 3 илјади точаци паркирани на тоа убаво и сочно помошно игралиште. Се надевам дека Вардар ќе се врати назад и тоа многу скоро и многу брзо. И историјата на Вардар веќе нема да биде, него Вардар ќе биде шампион со Господ напред и во Европа. Амин.